Цреша во штипската населба Суитлак расцуте по втор пат. Дрвото старо над 30 години, поцветањето во април, цветови пушти и во август. Нешто што ниту собствениците, ниту нивните пријатели досега не забележале. Ова се ретко случува. Ова е малку нешто што викаме од дрвото, можеби и од Господ нешто има некоја дарба. Важно чим го има, сега видиме, знаеме дека може и втори пат да береме. А сега дали ќе береме, тоа ќе се надаме, ќе чекаме. Зошто и како ово овошно дрвце расцуте во август, Митев со своји предпоставки. Тука е малку срешта, сега кога обрал првиот заврс, он го обрал првиот заврс и после го исекал црешата. И сега она е созбиена и јака е, можеби и од тоа да е фрлила род сега. Тие слепи папки што ги има едни, првите се родиле, се цветели се, а овие вторите, сега он го е созбил дрвото и тие вторите папки се потерале и затоа они фрлят и род. Тие наместо до година да фрлят, они сега се фрлят. За експертите, ова не е ниту нова, ниту непозната појава. Истата е резултат на приспособување на овошките кон природата, односно кон климатските промени. Годинава имавме доста променливи временски услови во текот на пролета. И кога овошките вообичаено цветат, тоа е периодот од крајот на февруари, почетокот на март, па се до 6-10 април, кога завршува цветањето на јаболката и на дуњите, имаме така наречена нормална цветна сезона. Во услови кога имаме доста колебливи температурни услови или во екстремно температурни услови, доаѓа до ваква појава и тоа не треба да ги плаши овоштарите, туку само да значи дека овие цветови сега што ќе се јават нема да бидат нити опрашени, нема да бидат оплодени, едноставно ќе бидат абортирани од страна на растението, бидејќи нема да има доволно временски период за да истото доживе созревање на самиот плод. Сепак, ова двојно цутење ќе допринесе до така наречено истоштување на овошката. Но со оглед дека се работи за овошен вид кој рано ја завршува својата вегетација, нема да има никакви последици по родот за наредната година.